Kao i novija makedonska poezija, poezija naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine doživljava... Како и поновата македонска поезија, поезијата на народите и народностите на Босна и Херцеговина го доживува својот вистински процут во годините по ослободувањето. Како и македонската поезија, и босанско-херцеговската има своји корени и своји предходници, а тоа се овде во нашиве услови во Босна и Херцеговина, особено врзани за годините на револуцијата. Може дури да се рече дека вистинскиот период на оваа поезија започнува со поезијата на Скендер Куленовиќ, Бранко Ќопиć и другите, кои во годините на војната го изедначуваа своето творештво со револуцијата. Тука поезијата и револуцијата се идентификуваа и може да се рече дека тој плоден период и натаму се продолжува и во повоените години, во годините кои за поезијата беа уметнички недоволно плодни, зашто тогаш во цела Југославија, како што е познато, владееше бранот на применета поезија, која повеќе беше поезија на сентименти и опевање на некои актуелни теми. Оваа поезија, како и македонската и како сите поезии на народите и народностите на Југославија, во 50-тите години се еманципира во уметничка смисла, постојано освојувајќи нови простори на слободата. Се работеше за раскинувањето со некогашните традиционалистички, сентиментални поетски норми, за излегувањето на поезијата на патот на модерното, на патот на еднотворечко креирање на човечкиот однос и местото во светот. Тогаш во Босна и Херцеговина настапува една генерација која се потврдува како генерација со собствен, неповторлив индивидуалитет, еден сензибилитет кој е всушност соодветен на времето кое стануваше се посложено и подинамично, се подраматично во развивањето на новите човечки односи. Може би еден од првите кој во таа смисла е предходница и за кој може да се рече дека е родоначелник на модерниот правец на поезијата е Мак Диздар, кој успеа чудесно да ја примени тематиката на херцеговските амбиенти, на херцеговските стечци, тие древни средновековни споменици како повод и мотив за својата поезија во познатата збирка Камениот спијач, која е исто така еден од почетните основи за натамошниот развој на оваа поезија. Pitao jednom tako jednoga vrli pitat se neki, a kto je ta? Šta je ta da prostiš? Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta? Bosna, rekti. A zapitani odgovor njemu hitan ta dade, Bosna da prostiš, jedna zemlja imade, i posna, i bosa da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna. Ima jedna modra reka. Niko i ne zna kada je ta. Malko zna. No se zna. Zad gorata i zad dolot. Preko sedu, preko osu i pološu. I poludu. Otade mornici, otade gorčini, zad klogovi, zad gradoboj, preko suši, preko stegi, preko sluteš, preko somneš. Posle 9, posle 10 i podolo i poveke. Zad potajot, posle mrakot, kaj što petli nese glasat, kaj ne seče u glas na rogot, i pak tak, i poludo, preko umot
preko Boga. Ima jedna modra reka. I široka i dlaboka. 100 godini široka je. Milenijum dlaboka je. Za protokot Nesonovaj vid videlina neprebolna. Ima jedna modra reka. Ima jedna modra reka. Da prejdemo preko reka. Takvih je pjesnika još bilo koji su povedeni zavičajnom tematikom se otvarali mnogo šire. Takvi poeti imaše ušte, koji povedeni po tematikata narodni od kraj, se otvora mnogo poširoko odkolku što im ovozmožuvaše ta. To je jedna od osobinite na sovremenata pomoderna bosansko-hercegovska poezija. Sekoga štrgnuvajke od motivite za rodnji od kraj, poetite je izrazuva i opšto čovečkata, univerzalnata čovečka nasočenost. To se slučuvaše vo poezijata na skoro sekoj odniv, bez ogled na to kakov bil nivni otvorečki pat i kakva bila neposrednata orijentacija vo pogled na izrazu. Ako gi spomneme poetite kako što se Anđelko Vuletić, koji na tematikata na čovečkata prokletost i zloba gradeše jedna čovečna, humanistička vizija, će go sretneme isto to toa, kako što će go sretneme i kaj njemu sosema sprotivni od poet Izet Sarajlić, koji kako estraden, zanesen lirik, je kažuvaše ta ista problematika na čovečko doživenje, trgnuvajki od sobstvena osnova i proširuvajkija na kosmičkite, univerzalnite čovečki motivi. Takvi te poeti se deleja na dve struji, vo dva teka, što beše i normalno vo toa vreme vo Jugoslavije. A to se produži i posle. I može biti traji i denes, vo tek na jedna meditativna i refleksivna poezija, vo koja pokraj spomenati od Anđelko Vuletić, bi možel da gi vbrojam i Husein Tahmiščić i Veselko Koroman. I ušte niza takvi poeti i vo drug otvoren tekna poezija koja navidom se zanimavaše so nekoj prethodni sentimentalni resantimani, no istovremeno pokažuvaše jedan vo moderna smisla kopnežljiv odnis sprema čovekot. Ta poezija je nalinijata na ona što go raboteše Izet Sarajlić i se izrazuvaše vo poezijata na Duško Trifunović, Rajko Petrov, Nogo, Ivan Kordić i taka natamu. Međutim, po toa dođat novi generaciji i kaj ni vse to toa dobiva mnogo poindividualni belesi, mnogo ponemiren tek. Može duri da se reče deka vo Bosni i Hercegovina ne postojat nekoj poetski školi. To se sve poeti koji se samo niknati, kako rekite, koji vo Bosni i Hercegovina tečat niz ovije klisuri i niz interesni od planinski pejzaž. I netljivi, robustni reki samostojni, koji gi probivaat svojite patišta smelo i nepovtorljivo. Takvi se poetite od najnovata generacija koji pišuvaat pesni vdahnoveni i so ironija i so sarkazam, kako Stevan Tontić, Abdullah Sidran i drugite, koji davaat jedan osoben vid na živenje. Koga go spomnuvam Abdullah Sidran, možem da rečem deka to je jedan od najnadarenite predstavnici na novata generacija, koja je primjer kako na domašnjite temi od rodnje od kraj može da se pokaže jedna posložena, poširoka opštočovečka problematika. Jas, gdeći vo noćite, vaka ne zamislov ova zima. Душата низ градот сакаше да чекори сама. Сега ние сме двајца. Ова е некое благогодишно време. Раката почнува меко да трепери, додека како старци чекориме, носејќи топлина веќе од мината. Оттаму може би доаѓа и морничавоста во гласот на мујезинот.
Колко да ме подсети, тука нема штијата. И мртво меѓу нас паѓа срцето на птицата што не соединува. Љубовта. Па тоа е само патека по која ќе корејќи со поглед што светка, туку што се ближиме кон патот на чиј крај гори љубовта. Меѓу овие поети секако треба да се спомне и една многу значајна поетеса, Дара Секулиќ, која иако по потекло е од Кордон, наоѓајќи се овде во Босна и Херцеговина, со извонредно чувство ја покажа, така да речеме, душата на градот Сараево, душата на неговите предели низ еден лапидарен, чудесен, краток поетски збор. Дара Секулиќ заедно со колегите од својата генерација од 50-тите години е таа која како Анđелко Вулетиć, Изет Сарајлиć, Хусеин Тахмишчиć и другите придонесе за ослободувањето на оваа поезија и за незиното изведување на пошироките видици на општочовечките хоризонти и на линијата на еден модерен човечки сензибилитет. Вистинскиот град не е како градот на Ридот. Се затрчав како по јаготки. Грлото како звонец, а јаготки ни за лек. Како грдно се пребивав за рака лад и рака јад. Раѓав граѓани со крупни очи и нежни колена. Ги хранев со бел леп, а бев осамена. Ни сведни, ни пријатели. Кога би кинисала, не би стигнала до градот на Ридот. Ке обелам неприлагодена. Naravno, poezija u svom neprekidnom trajanju je podložna bezbrojnim... Се разбира, поезијата во своето непрекинато траење е подложна на безбројни несреќи и искушенија. Но таа во Босна и Херцеговина секогаш изразува уште една многу интересна и значајна работа. Тоа е поезијата, како што рековме на почетокот, на народите и народностите на Босна и Херцеговина. Тоа треба особено да се истакне, зашто во Босна и Херцеговина, како што е познато, живеат неколку народи и народности. Муслимани, Срби, Хрвати, а и други народи и народности. Црногорци и другите кои од секогаш се наоѓале тука. Тоа е една постојана различност, едно милје на многу различни поетски индивидуалности. Но сите тие живеат заедно. И на сите им ја мила таа заедничка земја, Босна, во која тие се наоѓаат како припадници на една заедничка книжевност која не е никаква ненационална книжевност, туку композитна книжевност, која сочинуваат поетските текови на сиве овие различни националности и во тоа се остварува едно нивно хармонично единство. Изет Сарајлиć, како и многу други поети од неговата генерација, пееше за детството изгубено во војната, за онаа генерација која не го доживеа детството, на која детството и беше одземено со виорот на војната. Но подоцна, токму поради тоа, ни својата поезија, ни својот химничен ораториум, покажа дека мирот и пацифистичкиот однос мораат на човекот да му бидат меѓу најсветите работи. Сета негова поезија е сеќавање на паднатите и апелирање на идните кои треба да бидат подобри, кои се свртени кон една нова човечка надеж. Ти ги посветувам своите очи, своите усни, своите заби. Песните? Зошто ти се моите песни напишени бидејќи не знаев да молчам? Зошто ти се моите песни кои не знаат да љубат? Така е добро што не сме ни птици, ни богомолки во предвечерта и што немаме крила, туку раце. Последното што не чека не може да биде нашата смрт. Зашто желбите на нашата крв мораат некаде да се продолжат. Следбеници, побрајте на некогаш во некоја црвена хајка. Само телата наши ќе лежат под немата земја. Но газете тихо.
за да не ги раните нашите усни и нашите мртви погледи да не ги згазите. Слично зборуваше и Душко Трифуновиќ, еден од поетите кои на некој начин го продолжуваат Изет Сарајлиќ. Тој со својот многу градски, урбан однос према животот, исто така зборуваше со навидум ноншалантен однос за копнежот по единствените човечки простори, символизирани со некои обични човечки ситуации, како во песната за својот брат кој оди на работ. Многу негови песни беа погрешно гледани како песни склони кон шлагерското. Тој напиша песни и за пеење и за читање, како што вели самиот. Па некои традиционално ориентирани критичари мислеа дека не се работи за вистинска поезија. Меѓутоа мора да се рече дека во поново време поезијата излегува од многу стереотипи и канони и Душко Трифуновиќ со својата поезија успеваше да покаже дека неговата поезија има и поширок досег. Впрочем, тоа што неговите песни ги пееа познатите состави како Биело дугме и други, не е никаква мана на неговата поезија, туку веројатно позитивна особина. Мојот брат секој ден санува во 5 до 5 и оди на работа. По патот кашла, по патот пуши, по патот дише чист воздух. Мојот брат секој ден прави локомотива. Тоа е тешка индустрија. Тоа е тој фундамент, а по патот дише чист воздух. Одете сите на пат, на море. Одете сите во авантура. Мојот брат работи денеска, гради за вас нова серија, нова тура. Тоа е тешка индустрија. Тоа е тој фундамент, а по патот дише чист воздух. Мојот брат секој ден доаѓа од работа околу 3. Доаѓа тешката индустрија. На велосипед носи леп и своето големо срце. Тргнете се. Него му треба чист воздух. Другите поети кои помалку инсистираа на тоа нивните песни да бидат певливи, исто така ја откриваа на свој специфичен начин судбината на човечкото живење. Таков е Анđelko Vuletić, кој ни својата поезија на херцеговските пейзажи, низ поезијата доста иронична и доста ограничена со некоја проклетост на човечката судбина, проклетост која би можела да ја карактеризира една змија од жештениот камен на Херцеговина, секогаш на тој начин, посредно сакаше да го совлада тоа зло кое се всадува и во човекот, да го совлада со една поетска човечка надеж. Сушност една негова збирка и се вика Надеж. Кога ќе бидам голем како мравка, ќе градам куќа од своите маки. Ќе имам своje поле и свој тревје и дошто од својата пот и своите раци. И никој дупка под нозете нема да ми глави. Кога ќе бидам голем како мравка, ќе бидам свој војник и свој патник. И секој штит, и секој дзид ќе ми се најде под чекорот. Ќе ми биде под нозе. Кога ќе бидам голем како мравка, ќе бидам свој роден грешник и свој сопствен весник. Никој нема на војска, ни на крв, ни на братот роден да ме натера. Никој нема на суд, ни на сопствениот погреб пресудниот ден да ме повика. И ќе знам зошто живеам. А Хусеин Тахмешчиć успеваше да воспостави еден однос према човекот кој ќе биде комплексен однос, однос кој нема да го покажува човекот во неговата предодреденост, туку во кој низ искушенијата ќе се покаже можност за подобар живот и можност за понова подобра поетска ситуација. И дошло да отвори круг и да се прошета. Да наврати во коначиштата на девојките и војниците
чии нагодби ги слуша. Би сакала да тргне против ниските цени на круговите и вковчената навика да се врти зауздана. Би сакала и самата да тргне по кружницата на собствениот раст. И дошло до тоа со себе желно да владее. Но незиното проклетство е овоземско. Така е покрај градот поставено. Задачата е ситни пари да мрести, утеха на детството да му слови и својата единствена молчеливост да ја сонува. Слично беше и со другите поети, и таа приказна се продолжува низ поезијата на Дара Секулиќ. Низ нејзините божем женствени мотиви, кои всушност не се мотиви на жена, туку мотиви на човек кој се изразува на начин свртен кон поширокиот хуманитет. Врзан за родниот крај, па се до најновите, до и најатливиот Рајко Петров много. До Иван Кодрич, исто така херцеговец по потекло, Стеван Тонтич и другите. Тоа е една нова генерација по која следуваат и немладите и скоро е невозможно да се набраат сите тие генерации. Што ми е драго кога целиот одеднаш ке ме фати инат. Ајдутските предци тогаш во мене се јавуваат, голтари, бездомници, вични само за буни, во песна како во сон, преврати само што сонат. Колку го сакам своето срце, тоа луто, диво пиле во градиве, во кафез, кога бесно бие. Па кога понорницата на бистриот пркос никнува без надеж, некаде така жестоко да се слее. Што ми е драго кога никому од патот не му се иставам. Пред мојата сиромаштија силниците бедни земнат, вака ситен, страшен. Кој може да ме проголта кога за своите зборови јас сум одговорен на небото? Пределот има своја маска. Погоден елен низ него броди. Зад него шумата неспретно се ниша. За солниште за него повеќе нема. Веќе слуша како далечниот избив на срцето лудо нешто му вели. Штом завлезе во првата шума, самотноста пламна и видикот го снема. Распараниот слух нешто му вуши. Бронзениот кликот в небо се крева. Го гори просторот низ кој преоѓа. Тревките гласно почнаа да растат. Целиот предел звучно се урна. Од странетата маска веќе сегде паѓа. Моето очајување и ништавилото, мојата скапоцена празнина, и потоа жарот на кој сето тоа е засновано. Се сјајни вредности што допрва треба да се испитаат и кои влегуваат во состав на човекот. Неоспорно. Лошото однесување на душата во некои моменти, екстазите и промашувањата јавно судени и докажани, антологиските грешки од сите видови, неразбирливите престапи, сето тоа е она живото во мојот живот. Неоспорно. Исто така моите напади на старата правда и божествата, брзите пресметки со тешките прашања илјадогодишни, моите излети во празнината и итрите повлекувања од неа, сето тоа е моето красно богатство. Неоспорно. Може би општо земено би можеле да кажеме дека поетските генерации, повоените, поновите, современите, почнале уште во војната со поезијата на Скендер Куленовиќ и Бранко Ќопиќ, преку онаа прва повоена генерација која пишуваше во едно клише на тогашниот социјалистички реализам,
Станете. Станете, pogledajte niz Knešpole. Ова ли е вчерашното Knešpole? Вака ли било деца предесен? Деца мои, виена мајка Стојанка ќе и простите што мртви мајка ќе ве ражали. Татка ви, од збориште ни го грабна и на патот додека го стрела, взаби го стегаше лулето сакано. А стрика ви Радоја го одведоа Зачица. Го забраа и семејството на Комилија и сите други семејства. Пусто лежи Knešpole, изнемоштено, смуртено, јалово. И како задув го притиска сончевото олово. Се е глуво, безуво, ни птици, ни пчели. Само во празна пондила се тетура самотно теле, па со глава во вратата затворена удира. Мука, ко во гроб. Тоа е законитоста на генерациите и низ нив и нивните песни и низ една мала антологија која може да ја чуете. Можете барем до некаде да не сетите дека се работи за поезија која го најде својот пат, како што македонската поезија на примерите на своите езера најде еден вид контакт и со родниот крај и со светот. Така и оваа поезија на разните теми на Босна, кои обично се сметани за премногу рустикални, премногу мистични, но всушност едноставни и човечки, се обидуваше и успеваше да го најде тоа општо човечко созвучје.